Добар ден, криптоентузијасти, повторно назад во студио, повторно назад на работа, едва чекав искрено. Се надевам дека одморивте, почнуваме со гемиџиско брзо темпо. Значи, спремни сме за оваа недела дебело, има доста материјалки, има доста едукација. Само за на почеток, би сакал да им се заблагодарам на сите оние кои што беа дел од нашето предавање во Велес. Значи, станува збор за предавање во кое што, само да го покажеме ова на нашиот пак на нашата страна, значи во фотос на Facebook може да погледнете како изгледаше самиот настан. Значи 9 февруари во Велес во кафе бар Пијано повеќе од 400 гости дојдоа да бидат дел од нашето предавање како со крипто до финансиска независност. Нормално видеото од овој настан во неколку делови е на нашиот канал, може да го погледнете. А во меѓувреме, значи да им се заблагодарам сите оние кои што дојдоа и беа дел од ова предавање нормално. Значи, знаете и сами, кај не се едукацијата не се наплаќа. Сега нормално треба да се извинам на оние кои што дојдоа, а не можеа да влезат на самиот настан. Не беше намерно. Само да потсетам, значи ние со месеци трубиме наназад дека бараме секој од вас кој што ќе доаѓа да се пријави на самиот настан. Така, на тој начин да знаеме колку луѓе ќе треба практично да обезбедиме простор. Што се случи? Значи, се беа пријавени 200, а дојдоа 400 луѓе. Овој локал собира повеќе од 300 луѓе без никаков проблем и тоа и се случи. Значи, ние имавме повеќе од 400 гости и нормално јас се извинувам уште еднаш, но едноставно затоа постојано зборуваме. Нас не е потребно да ни кажете колку луѓе ќе бидат со цел да можеме да организираме соодветно простор за да има место за сите. Така да, пак ќе кажем, јас се извинувам, но не можеме ние да очекуваме дека ќе дојдат дупло пријавените и да знаеме дека тоа како би можеле да го знаеме тоа. Така да, очекувајте дека наскоро ќе организираме и нашата криптоконференција. Тоа е втор пат веќе, нели во да речеме овие 2 години, еднаш годишно. Со тоа што Криптофил потенцијално ќе биде дел од истата, имаме и некои други интересни говорници кои што потенцијално ќе бидат дел, кои што сакаат да споделат дел од собствените знаења. Така да ќе биде интересно, верувам дека ќе ви се допадне. Значи, пак на крајот од денот ова ќе биде сосема бесплатно, веќе преговараме и идејата е да се направи на отворен простор во Велес. Значи, разговараме и со компанија која што треба да ни обезбеди соодветни, да речам, инструменти, нормално озвучување, простор каде што ќе биде се тоа презентирано и така натаму, а нормално и со самиот град Велес да ни дозволи тоа да го направиме потенцијално на самиот амфитеатар. Така да се надевам дека ќе уживате, јас уште еднаш ви благодарам сите оние кои што дојдоа и уште еднаш се извинувам, но не беше намерно и еве ви објаснувам поради која причина се случи тоа што се случи. Почнуваме со неделната програма. Нормално знаете и сами, значи ова е според вашите гласови, како и секогаш. Може да видите и сами, значи на гласовите се знае што очекувате и што сакате да направиме за вас во текот на оваа недела. Со тоа што прво почнуваме со техничка анализа на пазарите. Нешто гледам дека е доста битно, сакате да знаете што се случува, затоа е нормално со ова видео почнуваме денес. Верувам дека ќе ви бидат разјаснети доста работи од кога ќе го завршиме ова видео. Повторно, ова е неделата, значи што не чека. Не заборавајте дека видеото за макроекономија и крипто вести е веќе направено и достапно на нашата Patreon седница, затоа ќе поразговараме малку подоцна. Вторник очекувајте многу битен лајвстрим за геополитика и крипто. Имаме огромна количина на информации. Верувајте ми, ќе ви се допадне овој лајвстрим, посебно со оглед на фактот дека сето оно што до сега го кажавме се реализираше и овој лајвстрим ќе го покажеме тоа во последните неколку години, посебно од аспект на геополитика. Дополнително остатокот од неделата може да видите што се ви спремаме. Со тоа што исто така на 26 февруари ќе имаме повторно настап во CryptoHub Малта. Ова е тема која што веќе сме обработили на каналот на македонски јазик. Нормално, секогаш прво македонците го добиваат едукативниот материјал, а тоа е биткоин против војна. Ова е можеби најоригиналниот материјал кој што сме го направиле според мене. Јас сум доста горд на ова видео, верувам дека ќе ви се допадне и вас, доколку не сте го погледнале, погледнете го во плейлистата за напреден курс за технички и фундаментална анализа. А истото ќе го презентираме во CryptoHub на 26 февруари во 7 часот попладне, бесплатно, така да ако некој од вас македонците е овде, би ве замолил да дојдете да бидете дел. Ќе биде интересно, значи знаете стандард, пола стендап, пола едукација, на крајот од денот верувам дека ќе имаме доста добар настап, како и секогаш. 8 пат, значи ние сме главни во CryptoHub Малта, така да кои се тука, знамења, коњи, кубури и одиме да го освоиме CryptoHub Малта.
Сега, следна работа која што треба да разговараме е, како и секогаш да напоменеме дека нашите две портфолија се јавни и достапни на нашата Facebook страна, тоа се линковите кои што може да ги погледнете овдека. Тоа е CryptoGamingG портфолиото, кое што е портфолиото кое што го работиме од почетокот на овој канал, и портфолиото на нашиот канал, тоа е посебно портфолио каде што сите досегашни средства кои што сме ги заработиле, да речам, влегуваат во истото и моментално ги користиме како да речем буџет кој што понатаму треба да помогне на овој канал да биде целосно финансиски независен. Дополнително, како што веќе кажавме, значи овој настап беше организиран од Patreon заедницата. Благодарам на сите 400 членови кои што се дел од истата и нормално на овој начин преку мало финансирање поединечно на луѓето, на македонците, ни помагаат да можеме да ја одржиме работата на каналот на високо ниво и уште повисоко нормално и да продолжиме и понатаму со надградување на самиот канал. Така да им благодарам на сите оние кои што ни помагаат, а нормално за возврат гледате, значи овој настан во Велес беше организиран од Patreon заедницата, следниот кој што ќе биде, а тоа е криптоконференцијата, ќе биде повторно организирано средства од Patreon заедницата, така да уште еднаш заблагодарите се на овие членови кои што со нивната несебична финансиска помош ни помагаат да ги обезбедиме овие бесплатни едукации за македонскиот народ. Сега, како што веќе спомнавме, значи видеото кое што го видовте овдека, тоа е понеделничкото видео за макроекономија и крипто, е веќе достапно за Patreon членовите. Значи погледнете и сами, како што кажав, сите овие материјали кои што се веќе обработени, можете први да ги погледнете доколку сте член на нашата Patreon заедница, така да ви препорачувам да станете. Дополнително имате групи во кои што комуницираме едни со други, значи доста големи професионалци се дел од нашата Patreon заедница веќе и гледаме дека значи главната цел на целата заедница е токму тоа. Меѓусебна едукација и информирање, каде што имате значи повеќе од 400 македонци кои што активно работат за меѓусебно информирање, меѓусебно едуцирање. Така да, поради оваа причина уште ќе напоменам, чатовите се многу активни, значи нашите македонци се крајно активни во она што го работат и верувам дека заедно овој bull market ќе го направиме екстра успешен. Дополнително овдека е Криптофил, кој што има свој канал, каде што ги објавува своите материјали. Имате пораки директно до мене, кој што јас ги одговарам еднаш дневно, значи за тие работи сум многу активен, како и нормално еднаш месечно имате посебен тип на лайвстрим кој што е наменет само за крипто Patreon заедницата, каде што значи сите прашања, сите интереси може да ги споделат со нас, нашите членови, а нормално ние се обидуваме на тој начин да подобриме Patreon заедницата. Така да, пак ќе напоменам, има доста што да се добие, понатаму ќе има уште повеќе, за сега главната цел е да го организираме македонскиот народ на едно место, со цел да добие соодветна значи и крипто и макроекономска инвеститорска едукација. Тоа е идејата и така и понатаму продолжуваме. Со тоа што значи дополнително овдека и нашата CryptoGamingG кооперација, само да напоменеме, значи материјалите се веќе нарачани, зборуваме за оние нарачки кои што ги направивме за нашите последни два артикли, тоа се значи Blue Zone и оваа маичка, веќе се нарачани, се во изработка, наскоро ќе бидат, откако ќе бидат изработени, ќе бидат доставени до вашите домови, како што напоменавме. И да, нормално, овдека за оние кои што се дел од нашата Patreon заедница има проблем со плаќањето, можат да направат членство на годишно ниво, со тоа што на овие три блокчейн адреси ќе може да уплатат соодветна сума со која што сакаат да не поддржат, нели со 20% попуст за годишно ниво, а на тој начин ние ќе им пратиме линк со така речено годишно членство во Patreon заедницата. Уште еднаш, значи сето ова е со цел да го надградиме нашиот канал. Понатаму очекувајте дека на CryptoGamingG кооперацијата, која што е наменета за нашите артикли, ќе добиете и нови дизајни, нешто интересно спремаме, наскоро ќе го видите нормално. А во исто време, имаме 47 до 40. Во исто време во дескрипцијата на секој од нашите видеа може да ги најдете линковите до нашата Patreon заедница, како и до нашата CryptoGamingG кооперација. Така да, тоа е се оприлика што имаме за вас во однос на овој вовед нормално, а сега можеме да поминеме преку следниот дел. Тоа е практично разговорот нормално за техничкиот дел од анализата, само малку да поправиме. Вака. Добро. Сега, првата работа која што мора да напоменеме е што се случува на пазарот за нафта, со оглед на фактот дека ова е еден од најбитните фактори кои што моментално го следиме, знаете и сами, значи пазарот на нафтата е доста битен кога станува збор за цената на доларот, а со тоа нормално и цената на се останато, затоа што доларот и понатаму останува светска резервна валута.
Прво можеме да видиме дека има доста страф на пазарот. Нормално, ова е како на традиционалните, така и на криптопазарите, што ни покажува дека е одлично време за акумулација. Знаете и сами дека ништо не се движи само нагоре, значи имаме стандардни периоди на страф, кои што се добри периоди за акумулација, како што беше овој 10-месечен период од март до октомври претходната година, проследени со периоди на грид, односно скржавост, кои што водат до растење на цените. Сега моментално повторно сме во таков тип на акумулација, не значи дека ќе биде 10 месечна, само ви кажувам како изгледаше последниот пат кога тоа се случи, со тоа што моментално сме на 41 фир, значи е доста длабоко во фир, да речем, зоната и верувам дека ова е одлично место за акумулирање. Повторно, од аспект на ОПЕК, значи ги проверивме и вестите и прес релисес, значи има нешто интересно и ново, но ништо посебно во однос, ево, 14 февруари го прочитавме, но ништо посебно, тоа е само проценка на цената на средно ниво на нафтата по барел нафта. Така да ништо посебно што би требало нешто посебно да се интересираме. Она што е битно, за кое што ќе разговараме во текот на утрешното видео, како и во вторник, е фактот дека промените кои што ги гледаме на глобално ниво во однос на воспоставување на мир, се повеќе и повеќе и се појасно и појасно водат кон што? Намалување на цените на нафтата, а со тоа нормално и намалување на вредноста на доларот. Значи, зошто го велиме ова? Гледате дека секогаш кога имаме било каков тип на ескалација, посебно на Блискиот исток, ние имаме ситуација во која што цената на нафтата расте. Како што кажавме, геополитиката е најбрзиот двигател кога станува збор за поместување на пазарот и обратно, значи кога и се намалуваат цените. Зошто? Примирието во Газа, како што може да видите овдека, повикот од Трамп кон Путин, може да го видите овдека, гледаме дека и понатаму вредноста на нафтата паѓа заедно со вредноста на доларот. Зошто? Колку е помирна ситуацијата во светот, посебно кога станува збор за овие две подрачја, меѓу кои првото, Блискиот исток, каде што знаете и сами дека имаме едно подрачје со најголеми резерви за нафта, со најголемо производство за нафта, второ нормално Русија, која што исто така е еден од главните производители и дистрибуери на нафта. Значи автоматски имате ситуација во која што нафтата нормално дека ќе продолжи да расте и обратно, така. Со тоа што гледаме дека моментално имаме обратен процес во кој што гледаме дека нафтата и понатаму почнува да се намалува во цена, како и доларот. Зошто? Повикот на Трамп кон Путин за помирување во Украина. Верувајте, имаме многу информации, нема да налегуваме премногу, затоа што денеска се задржуваме на техничка анализа. Повеќе ќе добиете во текот на утрешното видео, паш колку генералната ситуација, а во вторник очекувајте детално обработување на овие два региони со најновите вести. Гледате дека се случува секој ден нешто ново, така да мораме да соодветно ги прилагодиме овие информации во моментот кога ќе го правиме лајвстримот, така да очекувате дека во вторник имате најсвежи информации и тоа хронолошки, за да покажеме што сме зборувале, што се случило и дали тоа што ние моментално сме го анализирале се случило како што ние сме го анализирале. Сега, дополнително, од страна на нафтата гледаме дека тоа што се случило е во позитива. Да се надеваме дека и понатаму ќе продолжи, не забравяйте, тоа е многу битно, значи едно е дека се случува, друго е дали ќе продолжи да се случува. Значи тоа што имаме примери во Газа и што имаме почеток на преговорите помеѓу Русија и Америка за Украина, не значи и крај на војните. Да се разбереме. Значи ова е само почеток, но гледаме дека пазарите веќе соодветно реагираат. Како понатаму ќе гледаме развој потенцијално на оваа ситуација кон деескалација и разоружување, како што можеме да видиме, не е само во однос на крајот на украинската војна. Моментално Трамп дури предложи како на Русија, така и на Кина да се намалат буџетите за одбрана на сите овие земји за половина, како и нуклеарниот арсенал. Што уште еднаш ќе напоменам, знаете и сами, моменти каде што имаме периоди на мир, ефективно добиваме и соодветен економски раст. Тоа сме го покажале многу пати. Ако се сеќавате на она графа на самиот индекса, тоа беше, може да го најдеме, да не зборуваме на памет, значи Dow Jones and War. Значи каде што можеме јасно да видиме дека пролонгирањето, така речено, на одреден временски период на мир најчесто соодветствува со практично во оваа ситуација пролонгиран процес или да речем период на економски раст и развој. Сега за жал не можам да го најдем, да не должиме премногу, како и да е, значи ова беше графа во која што уствари ја најдовме, значи ова е
е токму тоа. Dow Jones, кој што е представен преку периоди на војна и периоди на мир. Каде што можеме да видиме дека кога не сме имале глобални периоди на војна, ефективно вредноста на овој индекс растела, заедно со нормално се останато во тој период, со тоа што Dow Jones е еден од најстарите, нормално не можеме да споредиме Nasdaq и S&P, кои што не постоеле во овој период. Така да поради оваа причина уште еднаш ќе напоменам да се надеваме дека ова ќе се случи, затоа што било каков тип на смирување на овие глобални конфликти ќе доведе токму до тоа што нас не е потребно, а тоа е пролонгиран период на економски раст и развој, тоа што и самиот Трамп го бара. Сега, дополнително оно што треба да разговараме денеска е новите стапки на инфлација. Значи можеме да видиме дека има намален ефект врз пазарот. Прво, зошто, уште еднаш ќе напоменам, значи ние добивме на ова е 29 јануари, значи јасно, недвосмислено изразување на Трамп кој што кажа дека е потребно да се намалат каматните стапки на Федералната резерва. Знаете сами дека каматните стапки на Федералната резерва се високи со цел да се регулира инфлацијата и да се намалат моментално практично инфлацијата на некои потенцијални 2%. Иако тоа не се случува, дури гледаме дека инфлацијата тврдоглаво се држи негде околу 3%, Трамп повторно пред само неколку дена на 12 февруари го повтори истото, бара да се намалат каматните стапки на Федералната резерва. Сега, што треба да разбереме од ова? Каматните стапки на Федералната резерва моментално не се толку високи, ако мене ме прашувате, со оглед на фактор дека биле и многу повисоки, погледнете и сами, но идејата е дека моментално каматните стапки од 4,5% во оваа последна декада се највисоки што биле, така. Што значи дека вие ефективно имате на некој начин запирање на економскиот раст и развој, затоа што наплаќате голема каматна стапка за ново испринтаните парични средства во Федералната резерва. Сега, каде е овдека проблемот? Колку е пониска оваа каматна стапка, толку е понизок и подостапен капиталот кој што се произведува во Федералната резерва, тоест тоалетната хартија во боја. На Трамп ова му е потребно со цел да предизвика економски раст и развој. Зошто? Секогаш кога сме имале ниски каматни стапки, како во периодите кои што може видите овдека до 2020-2022 година, имавме енормно висок економски раст и развој, заедно со раст на се останато, вклучувајќи акции, крипто и така натаму, но за жал ваквиот висок економски раст и развој предизвикува што? Предизвикува излегување на инфлацијата надвор од контрола. Во тој период каде што ние сме имале највисок раст и развој, се случил и највисок раст на инфлацијата во последните 10 години. Ефективно заради економскиот раст на оваа држава. Сега, моментално гледаме дека се наоѓа на негде околу 3,3%, тоа беше последниот податок каде што видовме дека моментално истата наместо да се намалува се зголемува. Дури погледнете и сами, очекувањето на пазарот и на Trading Economics беше да се намали. Наместо тоа ние добивме зголемување, а повторно цените на пазарот не реагираат толку драстично, зашто го велим ова, значи 12 февруари. Така, погледнете, на 12 февруари ние дури сме добиле и раст, а не пад на цените. Што значи дека се помалку и помалку пазарот реагира на покачувањето на инфлацијата, затоа што некој стои позади се тоа. Се разбираме, очигледно, значи не може да имате економски развој доколку немате висока инфлација. Тие одат заедно. Како се движи повеќе нагоре економскиот развој, така се повеќе се качува инфлацијата поради меѓусебната конкуренција и на тој начин нормално се повеќе и повеќе расте цените на производите, а со тоа нормално и вредноста на инфлацијата. Како во CPI инфлацијата, тоест во кор инфлацијата, која што не ги содржи цените на прехранбените продукти и нафтените деривати, така и во CPI инфлацијата гледаме раст од 0,1, каде што сме очекувале дека ќе се задржи на 2,9%. Што значи, во оваа ситуација, со оглед на фактот дека Трамп посакува високо инфлационен период, во кој што посакува макроекономски раст, нормално гледаме дека економијата веќе не се плаши од покачување на инфлацијата. Автоматски, значи гледаме дека на пазарот нема толку страв кога станува збор за овој сегмент. Дополнително тоа можеме да го заклучиме и кога ќе ги споредиме S&P 500 и Nasdaq, кои што исто така не само како само секунда да покажеме тој дел, значи погледнете и сами. 12 февруари, погледнете. 12 февруари ние сме имале практично почеток на овој последен скок како во S&P 500 така и на Nasdaq. Што значи дека се повеќе и повеќе, погледнете. Се повеќе и повеќе пазарот се навикнува на така речено враќање на инфлацијата нагоре и се повеќе и повеќе верува во
да речем, ветувањата на Трамп за намалување на каматните стапки и за висок економски раст и развој. Дополнително гледаме намалување на невработеноста, тоа е уште едно ветување кое што го направи Трамп, кое што вели, значи, со оглед на фактот дека планираме брз раст и развој, очигледно планираме да креираме работни места. Тоа моментално можеме да го видиме, со оглед на фактот дека веќе последователно неколку месеци паѓа прво реалната невработеност, која што ги содржи сите луѓе кои што немаат 40 или повеќе од 40 часа работно време, а второ и невработеноста сама по себе, која што гледаме дека ги содржи така речено сите, значи овдека не се опфатени оние кои што имаат помалку од 40 часа, кои што имаат парт-тајм работа. Со тоа што гледаме, последователно паѓа во последните неколку месеци невработеноста и се држи на некое нормално ниво од 4%, кое што е прифатливо за Федералната резерва. Со тоа што во целата оваа ситуација, кога гледаме дека инфлацијата за жал стагнира, значи не е велам дека расте, се уште е рано, стагнира, а во исто време паѓа невработеноста, се повеќе и повеќе има логика Федералната резерва да падне под притисокот на Трамп и да продолжи со намалување на каматните стапки. Намалување на каматните стапки не се доволни, нас ни е потребен и quantitative easing. А за оно што го планира Трамп, него му е потребен quantitative easing, односно е потребно Федералната резерва да продолжи да купува американски долг, нешто што досега беше во обратна ситуација, они продаваа, односно елиминираа се повеќе и повеќе кеш од пазарот, со тоа што практично го враќаат, нели, значи ако некој од овие обврзници се достасани, истите нормално добиваат соодветна количина на пари од во оваа ситуација владата на Америка за практично колку е, нели, самата обврзница. И на тој начин овие пари се извадени од оптек, на тој начин се намалува количината на пари на пазарот, зборуваме на долари, и нивната на вредноста на доларот продолжува да расте. Така да поради овие причини, значи се надеваме дека сето ова наскоро ќе се сврти во наша полза, односно quantitative easing, принтање на пари, се што му е потребно на Трамп за економски раст, а се што нас ни е потребно за да можеме да продолжиме на овој пат на bull market. Сега, можеме да видиме една интересна работа, дека не е ова само криптопазарите, тоа што морам да ви го напоменам, погледнете и сами. Значи, Nasdaq само што направи нов all-time high во петок, тоа беше последниот ден од оваа недела кога се тргува. Знаете, не тргуваат во сабота и недела, нели, тоа е таа напредна технологија. Како Nasdaq, така и S&P 500 се во иста ситуација во која што гледаме дека и понатаму традиционалните финансии очекуваат развој на економијата, односно очекуваат овој период на Трамп да продолжи да ги качува цените на најголемите компании во Америка нагоре. Друга битна работа која што треба да напоменеме е дека не е само криптосекторот, гледаме иста ситуација и во традиционалните финансии кога станува збор за помалите компании. Се обидувам да ви објаснам дека не е ова исклучиво за криптосекторот, тоа што постојано го зборуваме. Туку е во било кој сегмент. Значи без разлика каков тип на пазар имате. Имате ситуација во која што на било кој пазар, дали е тоа ресурси, дали е тоа акции и така натаму, секогаш имате алфа. Така, значи имате одредени најпосакувани, пак ќе кажам, акции, минерали, криптовалути и така натаму, и имате оние кои што се помали, со многу помал маркет кап, кои што моментално не се толку, да речам, популарни, а има многу поголем потенцијал. Зошто го велиме тоа? Затоа што овдека може да погледнеме индекс, а тоа е Russell 2000, како што многу пати сме спомнале. Ова е еднакво на Total 3. Total 3 е индексот на сите алткоини, без стейблкоини, биткоини и етериум. Ова е исто како да споредиме алткоини со биткоин и помали, тоа они ги нарекуваат мали маркет капови, со големи, односно S&P 500 и Nasdaq. Во S&P 500 и Nasdaq 100 се ставени 100 и 500 најдобри компании во Америка, за разлика од тоа овдека од топ 3000, од 1000 до 3000 место се ставени сите компании во овој маркет кап. Што можеме да видиме во овој индекс? Можеме да видиме дека за разлика од Nasdaq и S&P 500 кои што се на нов all-time high, можеме да видиме дека истиот моментално стагнира, дури и така речено се уште е доста ниско пред претходниот all-time high, кој што само што успеа да го помине. Исто како Total 3, исто. Со тоа што како ова ќе напредува, верувам дека така ќе напредуваат и алткоините. Ова е многу добар пример што постојано го зборуваме дека не е ова само во криптосекторот. Односно, ако вие сте инвестирале во Microsoft, Apple и така натаму, исто како сте инвестирале во биткоин, додека ако сте инвестирале во некоја мала компанија која што е дел од овие две, да речем, од 1000 до 3000 место по маркет кап, автоматски е исто како сте инвестирале во маркет, во алткоини.
што значи дека и понатаму гледаме интерес за инвестирање во овие така речено алткоини на традиционалните пазари, така. Значи не е ништо променето и понатаму гледаме интерес, само што моментално стагнира. Стандард исто како и биткоини и алткоините. Сега, нема премно да го зборуваме, тоа е идејата, само сакам да ви покажам дека истата ситуација е во традиционалните како што е моментално и во криптопазарите. Друга битна работа, гледаме дека и понатаму институционалната поддршка продолжува. Иако имаме мало заоблување, што е сосема нормално, не имавме постојано корекции на секој од овие скокови нагоре, значи и понатаму имаме продолжување на акумулацијата на биткоин од страна на институциите. Не е тоа дали нас се допаѓа, тоа е реалноста и ќе се случува без разлика на се. Зошто? Затоа што станува збор за слободна пазарна економија во која што на никого вие не може да му забраните да купи нешто. Во оваа ситуација дополнително не заборавајте дека без оваа поддршка на институциите цената на биткоин ќе беше многу поназад. Значи не заборавајте дека имаме стотици милиони прилив во текот на целиот овој период од 11 јануари 2024 година до денес и тоа е еден од главните фактори кои што и понатаму прави раст на цената на биткоин и не дозволува големи корекции. Иако можеби сега моментално не се акумулира премногу, дури имаме периоди во кои што така речено сме имале и така речено продавање, нормално, тоа е стравот од тарифите, гледаме дека и понатаму многу повеќе се акумулира од колку што се продава. Дури би можело да кажам истото и за Етериум, иако имаме да речем одредени паузи, значи гледаме дека и кај нив имаме акумулација, иако станува збор за Етериум, тоа не го менува фактор дека и понатаму се акумулира, можеби не со тоа темпо како биткоин, но интересот е овде. Сега, кога станува збор за техничка анализа на биткоин на различни да речем временски интервали, ние ќе направиме техничка анализа генерална, а во сабота, според вашето барање, ќе имаме лов на врв, каде што нормално ќе направиме многу подетална анализа во однос тоа каде се наоѓаме во овој циклус. Сега ќе се задржиме на тоа каде моментално се наоѓаме во овој дел од бул маркетот. На дневно ниво гледаме дека веќе почнува заоблување, односно дека сме постигнале локално дно. Погледнете. Многу често кога да сме блиску до оваа минус 60 на Market Cipher B, односно во оваа ситуација на MACD, е најчесто и дното на овој дел од корекцијата. Со тоа што гледаме дека оваа корекција почнувајќи уште од 21 јанари до сега е очигледно веќе завршена, со тоа што ова е само од аспект на индикатори. Дополнително погледнете. Имаме спуштање на 100 RSI, на RSI на 46, 100 RSI беше апсолутна нула, со тоа што гледаме одлив наместо прилив на средства и тоа погледнете. Последен пат кога сме имало одлив било во октомври 2024 година, значи погледнете колку време сме имале голем прилив на средства во биткоин, дури сега прв пат влегуваме во период на одлив на дневно ниво, со тоа што пак ќе напоменам, верувам дека ова е потенцијално почеток на следното колено нагоре, значи гледаме доста ниски вредности на индикаторите кога станува збор на Market Cipher B на дневно ниво. Втора битна работа која што мораме да напоменеме е токму овој канал. Значи и понатаму гледаме дека движењето на биткоин се однесува исто, погледнете. Значи исто од почетокот на самиот bull market, постојано ги имаме овие канали, тоа е оние bull flag формации кои што постојано ни помагаат да продолжиме да се движиме нагоре. Погледнете. Значи во целиот овој период, уште од самото дно и понатаму се движиме скалесто во овие формации. Со тоа што погледнете. Оваа формација која што започна овде, тоа е ноември 2024 година, значи доколку ја преместиме во овој канал во кој што цената се движи, можеме да видиме дека потенцијално очекуваме цена која што нас ни одговара и би рекол дека е негде опрлика крајот на овој bull market, тоа е негде околу $150,000 по биткоин, исто како ако сеќавате кога го правевме овој дел, значи каде што со месеци зборувавме дека ова ќе се реализира и тоа се случи. Така, истата ситуација моментално и овде, ова е многу јасна и многу лесна формација за следење, со тоа што се случува. Успеавме да пробиеме над неа, се вративме, моментално гледаме дека цената се коригира токму на оваа тренд линија која што е воспоставена во претходниот канал и дека моментално очекуваме и средните вредности на Market Cipher кои што се сиви, кои што постепено се заоблуваат, повторно да се претворат во бели за следниот скок на биткоин. Дополнително гледаме дека не е само оваа тренд линија на каналот, дополнително го имаме и Bollinger Bandот како граница на движењето на самиот биткоин, како и погледнете. Значи во овој сегмент
VPVR, односно најголемиот дел од тргувањето, се наоѓа токму каде што и се коригираше и се задржа цената на биткоин. Значи имаме конвулзија на најразлични индикатори како информации кои што моментално ја држат цената негде околу $95,000. Предпоставувам да почне да се движи повторно нагоре. Знам дека многу од вас очекуваат подлабока корекција, најчесто тоа е една од интересните работи кои што се случува, кога очекувате корекција, истата не се случува. Посебно со оглед на фактот дека ние имавме огромно чистење на леверидж позиции, имавме голем период во кој што, да не забораваме, институциите акумулираа на многу солидни цени, споредувајќи со највисоките кои што достигнавме негде околу 110,000. Така да пак јас и понатаму очекувам дека ова е стандардно манипулирање на пазарот од страна на големите играчи со цел да се држи цената на ниво каде што можат да ја акумулираат од луѓето кои што очигледно немаат муда да останат на овој пазар. Погледнете сами, значи стандардно е коригирањето до средните вредности на Market Cypher. Во секој од овие претходни скокови можеме да го видиме истото, дека Market Cypher во целиот овој дел уште од самото дно представува што? Представува поддршка на вредноста на биткоин во следните скокови нагоре и секогаш кога ќе се оддалечиме надвор од овие, значи кога ќе се оддалечиме надвор од овој канал, се враќаме и коригираме до средните вредности на Market Cypher за следниот скок нагоре. Посебно кога се наоѓавме на горната граница на Bollinger Band. На неделно ниво можеме да видиме исто така солидна корекција, значи бевме премногу високо, погледнете, сток RSI од апсолутна стотка, RSI од 78, тоа е препродаденост, тоест прекупеност, над 70 станува прекупен. Овој индикатор значи дека потребна е корекција, исто и MACD кој што беше многу високо. Сега моментално гледаме сток RSI кој што се наоѓа на 10, значи погледнете колку ниско и погледнете последен пат тоа било во август 2024, погледнете. Значи кога последен пат на неделно ниво сток RSI бил толку низко. Тоа било во август 2024 година, септември, што представува што? Периодот пред да го добиеме оној скок до $100,000. Така, значи сток RSI на неделно ниво е интересен индикатор во оваа ситуација, ни покажува дека сме стварно добро коригирани. RSI се наоѓа на 61, што значи дека не е веќе препродаден. И гледаме дека MACD на некој начин се уште не почнал, но полека се обидува да се заобли повторно нагоре за следниот скок на биткоин. Така да, кога тоа ќе се случи останува да видиме, не можеме да знаеме, затоа што знаете сами дека цената е доста инфлуенсирана од моменталните појави на геополитика и макроекономија. На овој чарт можеме малку појасно да видиме, погледнете и сами, станува збор за акумулационо поле. Моментално гледаме дека е солидна, да речем солиден опор на цената на биткоин, а во исто време гледаме дека и на некој начин акумулација, како што беше во оваа ситуација овде. Моментално свеките се хајке наши, со цел да видиме што се случува во однос на трендот. Гледаме дека како и овој период каде што имавме промена неколку пати на хајке наши свеките во еден и во друг аспект, во еден и во друг правец, значи истото го гледаме и овдека. Значи се повеќе и повеќе наликува на претходните акумулациони зони, некогаш пократки, некогаш подолги, но буквално пред неговото следно придвижување нагоре. Уште еднаш, како што беше враќањето на цената на биткоин до средните вредности на Market Cypher во оваа ситуација овде, истото го гледаме и со Bull Market Support Band, погледнете. Во почетокот на секој bull market, враќајќи и назад, иста ситуација што многу пати сме ја спомнале, значи bull market support бендот представува поддршка за движењето на овој bull market нагоре на цената и секогаш кога ќе се оддалечиме од bull market support бендот, потребно е време да се коригираме до истиот пред негов скок повторно нагоре. Значи истото се случува и овдека надвор од Bollinger Band, далеку од bull market support band се коригираме додека практично bull market support бендот не достигне. Средните вредности на биткоин се доста ниски, што значи дека сме доста високо во овој bull market во однос на тој аспект, но генерално погледнете, значи само секунда, малку направивме вака. Значи ако погледнеме MACD кој што исто така интересно ни покажува каде се наоѓаме моментално, практично ова е на некој начин следниот момент кој што очекувам да се заврши овде, кога станува збор за корекција. Значи погледнете, секогаш имаме ситуација во која што сме направиле одреден врв, правиме корекција и продолжуваме повторно со следниот. Сме направиле одреден врв, правиме корекција и продолжуваме со следниот. Со тоа што гледаме дека се уште не е завршено движењето на да речем овој дел од графата нагоре, но многу често се случува овие корекции да бидат и кратки. Значи дека ние сега ќе добиеме корекција уште од 3 месеци, се разбираме. Пак ќе кажам, се наоѓаме доста блиску до bull market support бендот, многу лесно може да се промени повторно нагоре. Истата ситуација ја гледаме на неделно ниво и со сток RSI, каде што сигналот е стигната веќе до 15.
крајно препродадено, за разлика од тоа базичната е негде околу 40, но најчесто гледаме дека кога ќе се придвижи во овој сегмент кај што се наоѓа, се случува и обратно движење на цената на она добро кое што го следиме. Така да пак ќе напоменам, иако можеби корекцијата ќе продолжи, иако можеби акумулационата фаза ќе продолжи, јас и понатаму не гледам причина зашто би се откажале од последниот, пак ќе кажам според мене, очекуван најдобар дел од овој bull market. Сега дополнително пак да напоменеме дека и понатаму имаме простор. Значи, ако споредиме каде се наоѓаме во овој циклус, како што веќе кажавме, врвот на претходните циклуси бил негде на 35-тиот месец од самото дно. Со тоа што можеме да видиме дека 35-тиот месец нас ни доаѓа негде во октомври-ноември 2025 година. Значи дека имаме доста голем простор во оваа година, не велам дека ќе чекаме до октомври и ноември, само сакам да кажам дека историски до сега овој чарт не изненадил, значи и понатаму се движи по овој предвидлив циклус, дури да не добиеме врв во октомври-ноември, тоа не го менува фактот дека се уште е потенцијален и очекуван уште еден масивен врв на цената на биткоин во овој циклус и верувам дека тоа ќе го добиеме наскоро. Следна битна работа која што мора да напоменеме, која што многу добро ни покажува каде се наоѓаме во овој циклус, е Wyckoff акумулацијата, погледнете и сами. Значи, ова што гледам моментално е класичен пример на Wyckoff акумулација и движење маркап до Wyckoff дистрибуција. Значи, во секоја акумулациона зона имаме, да речем, реакумулации, како што тоа беше овој дел, значи ова беше класична реакумулација, иако би рекол дека е корекција, повторно овие 10 месеци јасно покажуваат дека станува збор за реакумулација, но гледате дека не е само реакумулација, имате и многу корекции кои што некогаш може да бидат и до 30% на патот до конечната Wyckoff дистрибуција. Тоа ќе го работиме во лов на врв, нема да навлегуваме премногу овде. Ова што гледаме како оваа така и оваа корекција се како што мене погледнете, значи по дефиниција. Акумулација, корекција, реакумулација, уште една корекција, па потоа негде 150.000 очекувам дека ќе правиме дистрибуција. Како и да е, дали ќе биде 150, дали ќе биде овде, значи ние ќе проследиме, тоа е идејата, значи не можеме да знаеме со сигурност. Идејата на техничката анализа е да следиме и да ги наоѓаме овие елементи кои што веќе утврдено, значи до сега постојано се наоѓаат на одредена акумулациона зона, дистрибуциона зона на едно капитално добро. Така да поради оваа причина, значи Wyckoff акумулацијата и дистрибуцијата се многу добар индикатор каде се наоѓаме во еден пазар. Знаете и сами, ово го работевме со месеци. Очекувам дека ќе биде истата ситуација и кога ќе почнеме да градиме дистрибуција, но пак ќе напоменам, јас очекувам дека ова е само уште една корекција на патот кон следната акумулација негде околу 150.000. Барем тоа се моите очекувања, нормално ќе видиме што ќе ни покаже чартот. Значи не се врзуваме за предвидување очекувања, се врзуваме за тоа што ни покажува чартот. Се движиме како ни покажува чартот. Со тоа што пак верувам дека сме многу јасни во овој дел, останува да видиме како се тоа ќе изгледа кога ќе дојдеме до моментот на да речем реализација. Тоа е пак сите овие видеа кои што се лов за врв не водат до тоа да можеме да процениме каде се наоѓаме во овој сегмент, како од Wyckoff акумулација, така и од сите индикатори информации кои што ги користиме за утврдување дали се наоѓаме на крајот на овој циклус. Сега, друга битна работа која сакам да ја покажам, која што е поврзана со алткоин сезоната. Иако овој циклус е повеќе од завршен, како што може видите, че има јасно време, значи е далеку од завршен, имаме јасно време за циклусот да продолжи нагоре, посебно со оглед на фактот дека до сега циклусите биле крајно јасни. Една интересна работа која сакам да ви ја напоменам, која што овдека можеме јасно да видиме, е дека погледнете колку време му било потребно на пазарот во 2017 година од халвингот за да почнат алткоините да се движат нагоре, односно да имаме званичен да речам званично придвижување на истите нагоре. 15 месеци, така, со тоа што во овој сегмент гледаме дека тоа се случило негде на крајот на 2017 година, што е буквално и последниот скок на цената на биткоин. Така, ако го погледнеме истото и во 2021 година, погледнете, од халвингот му биле потребни во моментот кога практично почнал да се движи нагоре во овој последен скок на алткоините 13 месеци, така. Значи, каде се наоѓаме моментално и да видиме што се случува самиот пазар во овој момент, погледнете и сами, се наоѓаме на 10-тиот месец. Значи, тоа што јас постојано го зборувам, 3 до 6 месеци, ова го зборувавме во јануари, сега го повторуваме, не знам кој пат, пак ќе го повторуваме. Значи, гледано од претходните циклуси, најдобриот дел на најголем скок на алткоините секогаш бил
како што може видите и сами во крајниот дел од последната година од bull market циклусот. Во оваа ситуација нормално тоа е годината која што следи пред нас. Не велам дека ние треба да чекаме до ноември алткоините да скокнат, но сакам да кажам дека премногу брзо се откажувате, посебно со оглед на фактот дека алткоините многу лесно може да изненадат, некогаш и со по 30-40% скок во изден. Така, со тоа што да, значи знаете, сами за тоа го држам ова, така учиме, значи гледаме дека досега во 2 од 3 циклуси, значи врвот на биткоин доминацијата бил направен 8 месеци од халвингот. За жал овој пат имавме поинаква ситуација поради страф на пазарот, поради институции, поради се. Значи тоа се причините, тоа е резултатот каде што гледаме дека направи дабл топ доминацијата на биткоин на пазарот, но гледаме дека истата постепено почнува да се коригира. Пак ќе кажам, период на да речем мир, ако потенцијално се случи, период на затварање на конфликти ќе доведе до тоа што нас не е потребно. Гледаме дека опрлика локалното дно, како во 2021 година, така и во 2017 година, моментално го прави и овдека, наспроти биткоин, значи ова е Others, нели, индексот кој што ни покажува што се случува со алткоините. Значи гледаме дека опрлика се наоѓаме блиску до локалното дно, кое што потенцијално треба да ни даде што? Да ни даде алт циклус, погледнете и сами. Сега пак ќе кажам, че ова се проценки, ова никогаш не може да биде 100% сигурно, ниту еден циклус не е 100% ист. Гледаме дека сите се различни, така. Значи овдека може да видиме дека до сега, како што гледате и сами, во 9-тиот месец требало да поминеме преку претходниот all-time high во однос на маркет капот на да речем алткоините. Гледаме дека тоа, иако се случи, имавме корекција надолу поради непредвидени Black Swan настани, како што тоа беше ситуацијата со нормално нели, знаете и сами, значи самите тарифи и се тоа што се случи предизвика да го видиме ова што моментално се случи на пазарот. И сакам да ви покажам уште еден чарт кој што исто така многу битен, а тоа е флип чарт, само да видам каде ни беше таа. Тоа е многу битна работа која што треба да споредиме, а тоа е нормално Ethereum наспроти биткоин чартот. Само да видиме, не е тој. Секунда. Сега ќе го најдеме каде е. Значи идејата е затоа што знаете и сами дека на крајот од денот биткоин наспроти Ethereum е еден од главните индикатори кои што досега ни покажуваше кога се наоѓаме во почетокот на еден bull market. Еве ги flip charts, добро, тука сме. Со тоа што само сакам да ви покажам дека иако не е секој bull market ист, тоа не го менува фактот дека како велат, вика не е ист, ама римува, така. Значи во оваа ситуација, иако можеби имаме малку полош перформанс на Ethereum, тоа не значи дека е крајот на светот, тоа не значи дека е последно нешто во овој циклус. Значи еве само чисто да покажеме и овој дел. Значи иако моментално ние сме надвор од претходните перформанси и сето тоа, значи гледаме дека моментално дното негде околу 8 до 7 до 8 месец сме го направиле во претходните два циклуси. Сега се наоѓаме во 9-тиот месец. Тоа пак ќе кажам не значи дека е нели крајот на светот. Гледаме дека потенцијално ова беше можеби и последната капитулација која што моментално ја гледаме овдека и да се надеваме дека ова беше дното на Ethereum наспроти биткоин. Ако ова почне да се движи нагоре, ќе има многу голем интерес за купување на Ethereum. Видовме веќе дека на Трампов децата веќе најавуваат дека е многу паметно да се купува биткоин, тоа не е за џабе. Значи многу од луѓето пак ќе напоменат дали порано или подоцна ќе почнат да прават реалокација во Ethereum, само прашање на време е кога тоа ќе се случи. А најчесто реалокацијата во Ethereum, знаете, и сами представува почеток на алткоин сезона. И понатаму остануваме на овој пазар во алткоини, ништо не сме промениле, дополнително акумулираме. Јас и понатаму верувам дека алткоините ќе изненадат многу во следниот дел од циклусот. Значи без разлика на се ние сме во профит. Колку ќе биде во профит е прашање до крајот на овој bull market да видиме и сами. Јас и понатаму тврдам од сите наши истражувања и искуства до сега дека алткоините може да донесат многу повеќе од биткоин во профит. Дали тоа ви се допаѓа или не, останува да видиме. Значи секако секој од нас има различни очекувања. Јас моето го објаснувам и образложувам со факти и до сега од искуство сум видел дека може многу повеќе да заработам од алткоини за разлика од биткоин. Иако биткоин е крајната игра. Секогаш го кажувам тоа, но прво сакам да направам солиден капитал кој што подоцна ќе го реалоцираме во биткоин. Затоа ни е потребна алткоин сезона, затоа ни се потребни алткоините во кои што ние дебело инвестираме. Имаше видео кој што го споделивме со вас, тоа беше од CEO на Franklin Templeton, тоа е негде петата или шестата поголемина корпорација Assets Under Management, која што јасно кажува,
не само биткоин, туку вели алткоините се многу слични на компаниите кои што се дел од .com bubble во 2000-та година. Некои од нив престанаа да постојат, но вели некои од нив станаа најголемите магнати кои што денеска ги гледаме, вклучувајќи ги Microsoft, Apple, Amazon и така натаму. Што значи? Тоа што моментално го каже е токму тоа, дека многу од овие алткоини имаат многу голем потенцијал, многу битна технологија, тоа што ние ги подценуваме на сопствена сметка. Јас таа грешка нема да ја направам и дефинитивно алткоините секогаш ќе бидат дел од моето портфолио во голем дел. Ви кажувам, без разлика колку пари имам, алткоините, затоа што јас верувам во оваа технологија, гледам зашто е способна и гледам како на неја гледаат институциите. Не само овој циклус, значи тоа што алткоините заостанале во однос на добивка, мене не ми менува многу. На крајот од денот овдека сме за профит, но јас верувам дека оваа технологија долгорочно ќе направи многу повеќе профит на оние кои што ја поседуваат. Така да затоа алткоините секогаш ќе бидат дел од нашето портфолио дебело. Сега, алткоин сезона гледате 43, со оглед на фактот дека се наоѓаме на многу ниска вредност, значи нели затоа и биткоин доминацијата е доста висока, затоа и алткоините на некој начин доста прават underperformance. Тоа не го менува фактот дека секогаш кога се наоѓаме на вакви ниски вредности е едно од најдобрите времиња за акумулација. Ние и понатаму акумулираме, како што кажав, во овој период бевме во велес, имавме трошоци, не можевме да се посветиме на ова, но од сега па натаму очекуваме тоа да биде многу по фокусирано во однос на инвестирање на алткоините на пазарот. Дополнително погледнете, се наоѓаме на крајно ниска вредност, значи многу од алткоините пред само некој ден беа на крајно препродадена позиција, што значи дека целиот овој сектор моментално се наоѓа на екстремно ниска вредност. Значи пак јас и понатаму продолжувам, значи double down на тоа што моментално сме го работеле, очекувам многу добар перформанс од алткоините во следниот дел од циклусот. Значи тоа е мој ризик, јас го сносувам и ви кажувам зошто го правам сето тоа. Од претходно искуство, од сето оно што го познавам, јас и понатаму продолжувам да инвестирам во алткоините. Секој од вас нормално мора да одлучи што понатаму ќе прави во овој циклус и во овој пазар. Сега, погледнете, тоа е оно што го зборував. Секој циклус е различен. Ние во претходниот дел, посебно во оваа последна година, можеме од три различни циклуси да видиме три различни движења на цената. Каде што во последниот сме имале дабл топ, тоа не значи дека алткоините не правеле добар перформанс, многу од нив направија свој собствен врв негде во крајот на оваа година. За разлика од тоа во 2017 година, дури после неколку месеци од овој момент во таа година, почнаа алткоините и тоа бесно да прават таа перформанс. Тоа беше моментот каде што и XRP и Ethereum неколку стотици пати направија аутперформанс на биткоин, додека 2013 година се уште немавме алткоини, но оно што може да го видиме е дабл топ. Значи дека дополнително сме имале многу голем прилив на средства во овој краен дел од биткоин циклусот. Што значи дека во секој од овие циклуси различно на некој начин се случувале работите како од биткоин, така од алткоин аспект. Затоа и што ќе напоменам, секој циклус е различен, но гледаме дека најчесто најдобриот дел од овој циклус е токму пред нас. Да, ова беше Black Swan настан кој што потенцијално нема да се случи во овој циклус, нормално, да се надеваме дека нема да имаме, не знам, регионална глобална војна, со оглед на тоа како се случуваат стварите, очекувам дека ќе биде обратно, дека ќе имаме многу по крипто френдли, многу по економски позитивна сфера во која што ќе се одвива оваа последна година од бул маркетот. Тоа што почетокот беше ваков не значи дека целата година ќе биде ваква, затоа што јас ќе напоменам, че ние не се разочаруваме, продолжуваме понатаму и уште јас ќе ви кажам, ние сме овдека на ултра долги стази, значи ништо нема да не поколеба, верувајте ми, сигурно нема да инвестираме во тоалетна хартија во боја или во акции, значи продолжуваме барем во овој сегмент највеќе во крипто. 95% од се што поседуваме е во крипто. Значи ние стоиме на тоа што моментално го зборуваме и продолжуваме да инвестираме во истиот сектор. Дополнително гледаме дека токму портокаловиот дел до жолт дел, погледнете и сами, е најексплозивниот и најпрофитабилниот дел во ова е план Б чартот. Значи ова е stock to flow, но нема да навлегуваме премногу. Идејата е дека овдека така речено се предвидува во однос тоа каде се наоѓа циклусот и неговата количина на добра на пазарот, колку би требало и кога би требало да напредува. Гледаме дека токму овој дел од халвингот, оваа портокалова боја, е делот каде што сме имале најголем раст до сега на биткоин. И тоа се случува токму сега. Се наоѓаме токму во тој дел. Што е според план Б нормално. И дополнително овдека е нешто интересно што сакам да го споделам со вас. Значи не заборавајте. И во 2017 година, за тоа го спомнавме ова,
Првата четвртина во оваа година во која што ние се наоѓаме била крајно сиромашна. Првата четвртина била само 12%. За втората и третата да бидат енормно добри, а четвртата да згази. Така, за разлика од 2021 година имавме обратна ситуација, каде што имавме Black Swan евент на втората четвртина, а во однос на месеци, погледнете и сами истата ситуација. Значи, сме имале плюс-минус 2017 година горе-доле, за дури во април да почнеме со енормно добар outperformance, како на биткоин, така и на алткоините. Сега овдека само би сакал да видам дали тоа можеме да го видиме и од Етериум, за жал го имаме само по четвртини, 2017 година. Значи, погледнете, 2017 година Етериум изгазил комплетно, значи и првата и втората четвртина направил енормно добар outperformance, како на биткоин, така и на препоставам другите алткоини. 2021 истото се случило, гледаме во првите две четвртини од 2021 година. Не заборавајте, се уште имаме месец и половина од првата и 3 месеци од втората четвртина, да видиме што ќе се случи со Етериум и понатаму верувам дека кој е, како велат, Sleeping Giant, значи допрва ќе видиме добар ефект од Етериум. Не заборавајте дека само биткоин и Етериум има институционална адаптација. Верувам дека потенцијално, моментално, тоа ќе го разговараме во текот на утрешното видео за макроекономија и биткоин, значи моментално се случува СЕК да го промени своето правило за стейкинг. Значи планираат да дозволат стейкинг на Ethereum Spot ETF. Ако тоа се случи, верувам дека ќе има многу голема привлечност за институциите кои што покрај фактот дека цената на Ethereum се очекува да расте, дополнително добиваат уште 4% стейкинг на годишно ниво. Така да тоа е нешто огромно за институциите кога станува збор за ваков тип на инвестиции, да се надеваме дека наскоро ќе се случи, а ќе биде катализатор за следната алт сезона. Истото може да го видиме и од споредба на самите значи, циклуси до сега. Погледнете, значи, буквално имаме ситуација во која што најдобриот дел, како во 2021, 2017 и 2013 година се случил токму сега. Значи, ова е прилика период во кој што масивни скокови се случени. Иако сме биле премногу рано во 2021 година, не го менува фактот дека немаше да биде овдека крајот, ќе продолжи и понатаму нагоре, да не беа оние Black Swan настани од Кина и Илон Маск. Како и да е пак, значи гледате дека се ногаме доста назад, дека се уште стагнираме и дека допрва треба да добиеме солиден последен ран нагоре за биткоин. Уште една потврда за тоа е и short term hodler supply, кој што гледаме дека е многу голем. Погледнете, во целиот овој период во кој што цената стагнира на биткоин, ние имаме и понатаму огромно акумулирање од страна на луѓе кои што го држат биткоин помалку од 155 дена. Што значи дека во оваа ситуација имате акумулирање на short term hodleri кои што очекуваат дека цената на биткоин ќе продолжи да расте. Зошто инаку би ја акумулирале? Очекуваат уште еден солиден скок нагоре. За разлика од тоа long term hodlerите гледаме дека го напуштаат теренот, односно тоа е ситуација во која што најчесто гледаме дека се случува пред формирање на последниот врв на, погледнете и сами, пред формирање на последниот врв на еден циклус. Значи, буквално тоа што моментално го гледаме соодветствува со формирањето на така речено последниот врв во последната година од циклусот. Значи, двете се сосема на место, дополнително гледаме дека сме рано и кога станува збор за Rainbow чартот, можеби не очекуваме сега да стигнеме ние до црвената зона која што е екстремно висока, но тоа не го менува фактот дека очекуваме да стигнеме барем до жолтава и портокалова зона која што е негде околу 150 до $200,000, што ни покажува дека се уште сме доста рано на овој чарт, кој што макро ни покажува каде се наоѓаме во циклусот. MVRV Z-Score повторно, иако моментално гледаме намалување на вредноста на оваа да речам вредност која што ни покажува дали цената на биткоин е под цената или е над цената, тоа не го менува фактот дека се наоѓаме на екстремно ниска вредност од 2,44 од апсолутни 10. Што значи дека допрва очекуваме овој индекс да расте, да ни покаже потенцијален врв на циклусот на биткоин, како и CBBI, кој што гледаме дека исто така како во претходните циклуси, така и сега, значи далеку од 100, каде што до сега историски сме го формирале врвот на биткоин. Значи доста далеку, имаме уште цели 20 поени да се придвижи пред да формираме врв на биткоин во овој циклус. Така да допрва ќе видиме интересни поместувања овде. За крај, како и секој, само сакам на кратко да споделам за оние кои се нови на нашиот канал. Значи не заборавајте дека имаме повеќе од 1500 видеа. Верувам дека за вас ова е доста збунувачки моментално.
значи не знаете од каде да почнете, затоа кога се наоѓате исто така може да играете нови секунда, кога се наоѓате на нашиот канал, би ви препорачал да го погледнете ова видео на самиот врв, кое што ќе ви покаже се што треба да знаете во однос на нашиот канал. Значи, буквално каде и каков тип на материјали може да најдете, како и секогаш би ве замолил за мала поддршка, значи ова што ние го работиме е бесплатно, доколку сакате да ни помогнете ова да биде проширено до што повеќе македонци, се што бараме од вас е да ни помогнете со еден лайк, шер, сабскрајб и комент, да го споделите овој материјал на што повеќе македонци, а дополнително да помогнете на самите алгоритми на овие социјални мрежи да го споделуваат до што повеќе македонци. Така да материјалот е бесплатен, се што бараме од вас е помогнете ни да го дистрибуираме до што повеќе македонци. Во секоја дескрипција може да најдете што прво содржина, значи за што зборуваме во видео, да не мора да го гледате цело. Потоа може да најдете линк до нашата Patreon заедница, линк до нашата криптогемиџија кооперација. Ова е нашиот добротворен дел, се што е испратено на овие блокчейн адреси и апликацијата Купи ми кафе е донирано во добротворни акции кога имаме доволно средства собрано, нормално. Значи тоа е нешто што го правиме барем до сега 2 пати, понатаму ќе го правиме многу почесто кога ќе има нормално средства. Сега за сега, значи би ве замолил исто така да ги следите и нашите социјални мрежи, каде што дополнително објавуваме плюс материјал од она што го гледате на нашиот канал, така да заследете и како и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и YouTube. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.